Добро вечер, почитувани, и добре дојдовте во најновото издание на политичкиот магазин За или против на телевизија Алфа. Денеска со мене Елена Марковска-Цветановска. Добро вечер и за мојата гостинка, на моја огромно задоволство. Прв пат се гледаме во ова студио, пратеничката од ВМРО ДПМНЕ. Ели Панова, добре дојдовте во За или против на Алфа телевизија. Ви благодарам на поканата, чест ми е да бидам вечерва тука. Панова, ќе се согласите дека периодов влегуваме во некое жешко политичко лето, така ќе го наречам. Зошто? Затоа што ни се случуваат притисоци за уставни измени, од друга страна ставот на вашата партија е кристално јасен. Односно, од вчера лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски кажа дека nama сега останува само и единствено предвремени парламентарни избори како излез од позицијата во која што се наоѓа Македонија. Од друга страна пак имаме отворање на случаи, сомнежи за криминали, корупција. Македонија се соочува и со протести околу закони за родова еднаквост, токму и поради тоа една од причините која што ве повикав денеска беше и тоа што сте пратеник, жена, и што ги знаете законските измени. Бевте вчера на протестите, ги поддржавте, но тоа во вториот дел од емисијата ќе го зборуваме. Би сакала да започнеме со она што се случуваше во Германија, односно посетата на македонска делегација, предводена од премиерот на државата Ковачевски. Директно ќе ве прашам колку се цврсти гаранциите на Шолц, а за подсетување на нашите гледачи, Ковачевски прилично убеден беше во нив. Вашата партија, односно ВМРО ДПМНЕ, предупредува на внимателност. Велите дека никој не дава никакви гаранции на земјата дека по уставните измени нема да има понатамошни услови за преговори со Европската Унија. Шолц не рече дека гарантира оти нема да има услови, туку дека не треба да има. Дали повторно владата се изгуби во преводот, затоа што вие велите дека бил еден несреќен превод, дали службите или намерна или ненамерна грешка, манипулација, или за што станува збор? Зошто велите дека треба да бидеме внимателни? Најпрвин ќе отпочнам со тоа жешко политичко лето. Верувајте дека за Ковачевски, за Османи и за Маричик и зимата беше жешка, особено кога знаеа дека не можат да го исполнат она кој што го ветиле, потпушувајќи го протоколот и прифаќајќи ја оваа преговарачка рамка. Особено ако се знае дека во ниту еден момент ВМРО ДПМНЕ не даде можност на тоа да се надеваат. Практично ние не оставивме простор да може да манипулираат кога станува збор за уставните измени, и затоа сега сме сведоци на изјави кои што сте навистина несреќни, особено во последниот период. И зошто би биле внимателни? Внимателни сме затоа што од една страна ние ги слушаме изјавите, а од друга страна ги слушаме интерпретациите, несреќните интерпретации од страна на премиерот Ковачевски, кој што сакајќи да оди во негова полза и на крајот од денот да ја држат малку подолго оваа жешка тема, уверува на гаранција, а од друга страна ги слушаме ние изјавите каде што кажуваат дека гаранции всушност не може да обезбедат и да дадат, туку имаат одредени верувања. И сето тоа е многу различно, заради тоа што верувајте дека е многу тешко да и Европска Унија, односно високи представници од Европска Унија дадат било каква таква изјава за гаранции, ако од друга страна ги слушат и изјавите од Радев, ако ги знаеме изјавите на Јотова и така натаму. Значи, секојдневно ние се наоѓаме помеѓу лажни вести, помеѓу одредени манипулации од страна на власта, особено од страна на премиерот. И затоа би рекла дека треба да бидеме внимателни, затоа ние остануваме на нашиот став непроменет, уставни измени под бугарски диктат не прифаќаме, и од друга страна, после вчерашното интервју на председателот, кажуваме дека само избори
се решението, односно мора да излеземе на избори заради тоа што повеќе е невозможно да се живее во ваква настаната политичка ситуација во Република Македонија. Она кое што исто така би требало да се искоментира и да се нагласи е дека треба да се прави разлика помеѓу политичките и правните гаранции. Она кое што ВМРО-ДПМН, односно председателот го понуди како опција претходно беше токму тоа, да се обезбедат и правни гаранции, односно гаранции кои што единствено Европската Унија може да ги обезбеди, а не поединечни изјави на различни политичари од Европската Унија. Битни се и фон дер Лајн, битни се и Вархеј, битен е и Борел и Вебер, меѓутоа најбитен е македонскиот народ. Ако знаеме дека 80% од македонскиот народ не поддржуваат уставни измени под бугарски диктат, тогаш треба и на Ковачевски, и на Османи, и на Маричик, и на сите други моментални властодржци во Република Македонија да им биде јасно дека не смеат да одат против волјата на народот, заради тоа што народот го кажа своето гласно не, а ние како опозиција и од друга страна единствена партија која што се грижи за македонските национални интереси, исто така мораме да кажеме не на ваквите диктати од страна на Бугарија. Панова, имате средби, излегувате и вие надвор од границите на државата како пратеници, нели? Бевте и во Бундестагот, го спомнавме тоа пред да ја започнеме емисијата. Какви искуства носите од таму? Каква е реториката? Дали е реално така како што премиерот им представува на широката народна маса и на јавност? Кои се коментарите од таму? Да, минатата недела бевме во Бундестагот, 5 пратеници од нашата политичка партија, од ВМРО-ДПМН. Таму имавме 3 дена интензивни средби, направивме можеби 15-тина состаноци и тоа со пратеници, со високи челници на ЦДУ, нашата сестринска партија. Понатаму се сретнавме и со други високи представници во рамките на Бундестагот, меѓутоа и бевме еве и во Министерството за надворешни работи таму, каде што разговаравме на многу теми, меѓутоа една од темите беа и уставните измени и како ние сето тоа го гледаме. А и нашата интенција беше да се представи и да се раскаже како ВМРО-ДПМН гледа на целата ситуација. И навистина, она кој што морам да го нагласам е дека сум позитивно изненадена, најпрвин од приемот, понатаму од разбирањето, заради тоа што таму луѓето се запознаваат со материјата и политичарите се запознаваат материјата од пишани документи. И секогаш е добро да има интеракција и да се биде на масата. Тоа што тие го нагласија е дека навистина е позитивен исчекор, тоа што ВМРО-ДПМН е проактивна и тоа што во целиот изминат период нуди некакви решенија на проблем во чие што создавање не учествуваше. Она кое што не треба да се заборави е дека ВМРО-ДПМН нудеше да влеземе, односно да составиме тим кој што ќе разговара за повеќе теми, односно имаше понуда за 5 тима, меѓу кои што токму еден тим беше тимот кој што токму на оваа тема треба да помогне на владата, меѓутоа од другата страна бевме одбиени. Понудивме да биде прифатен модел како Уставот во Хрватска. Сега понудивме уште 2 нови предлози, меѓутоа самите сте свесни, а и македонските граѓани се свесни дека од другата страна од власта не добивме разбирање, ниту прифаќање на тие понуди, а сега од друга страна очекуваат дека треба безусловно да гласаме, заради тоа што тоа бил единствениот начин да влеземе, односно да добиеме шанса за во Европската Унија. Меѓутоа не е така. Доколку ние, како држава, ги завршиме своите домашни задачи, доколку почнеме буквално да работиме од внатре на законски решенија, кои што ќе не придоближат
со Европската Унија, доколку се бориме со корупцијата, која што е една од главните забелешки на високите челници на Европската Унија и амбасадорите веќе во Македонија го кажуваат, ќе споменеме и за тоа, да? Ако почнеме да правиме реформа во судството, реформа во образованието, економскиот сектор ни е пред колапс. Значи, ако почнеме ние да си имплементираме европски регулативи во Република Македонија, меѓутоа и не само проформа да се залагаме за европска култура и европски вредности, тогаш верувајте дека нашиот пат кон Европската Унија не е блокиран никако. Добро, вие бевте ете во германскиот Бундестаг. Мицкоски беше пред неколку 3-4 дена чинам во Брисел. И таму уствари значајни средби, со него беа и подпредседателите на партиите. Верувам дека сте известени за исходот од средбите. Пораките кои што ги упати Мицкоски се јасни. Ги кажа, ги слушнавме сите, мислам дека македонската јавност веќе и како е запознаена. Меѓутоа, какви се реакциите од другата страна? Што велат, еве ми кажавте во Германија, што велат во Брисел, како гледаат на цела во оваа работа, знаете зошто? Затоа што имаме притисоци од меѓународната заедница за промена на уставот, за да продолжи патот ета на Македонија кон Европската Унија, меѓутоа сериозни гаранции дека ова ќе биде последно не добивме од никој. Каков е резултатот од овие средби, ајде? Така да речем. Накратко, она кое што го коментираат е дека за решавање на еден проблем, вака голем проблем, мора да постои македонско национално единство и заедништво во ставот на владата и на опозицијата. Можни се решенија, односно можно е да се изнајде решение на овој проблем. Ние треба да преговараме со Европската Унија, а ние поради потпишаниот протокол од страна на оваа влада треба да истовремено преговараме и со Бугарија, особено заради тоа што самите знаеме што пишува во протоколот, а и повиците од страна и на Радев и на Јотова и вчера и завчера беа токму тоа. Читајте си ги протоколите. Она кое што е битно е дека ние сме проактивни, во исто време седиме на масата, ги објаснуваме моменталните случувања во Република Македонија и верувајте дека повеќе интерес имаат да разговараат за криминалите и за корупцијата, отколку ваквиот создаден проблем, кој што нема изгледи дека ќе се реши пред да излеземе на избори. Ковачевски од Берлин вчера ви порача, ова како пратеник ве прашувам, дека очекува вие, пратениците од ВМРО од ДПМН, да покажете државничко однесување за уставните измени, односно да гласате според него, нели? Тоа е државнички. Вашиот став често е повторуван, го спомнавме да не се навраќаме. Од друга страна пак Маричиќ вели дека ве барал на телефон, комуницирал со вас. Османи пак од друга страна вели дека се разговара со пратениците во собранието, не може да изнесе детали конкретно со кој, како, што се случува. Внатре сте во собранието. Ве бара Маричиќ, дали ве убедува Османи, може би, не знам, нешто друго се случува, ќе ни кажете вие. Аутосугестивноста знае да биде многу интересна работа. Маричиќ знаеме дека во минатото се јавувал по суди, по обвинители, за политички монтирани случаи и тогаш тоа можеби му поминувало. Меѓутоа, Маричиќ ниту го знае мојот телефонски број, а во исто време и да го знае, мојот телефонски број за него е недостапен. Нема право ниту да се јавува, ниту да разговара позади затворени врати, а од друга страна, ние јавно, секојдневно, го искажуваме нашиот став. Ова име само момент за да биде интересен денот, да може да излезат наслови по портали, по телевизии, дека се прави нешто и дека тие навистина се трудат да не убедат, а всушност воопшто не е така. Никој никогаш не дошол ниту да разговара со нас, а верувајте дека нема храброст ниту да го стори тоа. Ова купување време,
ова имање на амандмани, па немање на амандмани, па поминати во влада, па не поминати, чекаме оваа недела, наредната недела да дојдат во собрание е само купување време. Заради тоа што и тие се свесни дека после пуштањето на амандманите, како што ги велат, или еве предлогот за уставни измени во собрание, ќе нема друг излез освен да одиме И на единствено така избори, ќе почнат да заради течат тоа роковите. што така е, И заради зошто тоа што се тактизира? Зошто владата уште ги чува во фиока? Можеби ова што ве прашав се надева дека со притисоци, можеби или уцени, не знам, го спомнувам ова затоа што сме сведоци на такви случувања во минатото. така Можно ли е нешто такво да се случува? Не може да се случува такво нешто заради тоа што пратениците на ВМРО ДПМН се млади луѓе во политиката, се луѓе кои што немаат никакво петно или не носат ништо на плеките кои што би можело да ги инкриминира, а од друга страна на власта за да не уценува. Практично ние сме со јасно поставени позиции, а од друга страна оние кои што се препотуваат секојдневно се власта на Ковачевски, Маричик, Груби, Османи и така натаму, кои што се свесни дека ова не може да помине на каков и да е начин, а од друга страна во собранието има одредени рокови кои што доколку се отпочнат до гласање, првично гласање, во рок од 30 дена мора да се дојде. Што кога нема да имаат 80 пратеници? Што ќе се случува понатаму? Тогаш и владата ќе го изгуби целиот тој легитимитет кој што се обидува да и го за представи. процедура треба двотретинско мнозинство, така? За отварање на уставот се потребни 80 пратеници. 80 пратеници тие немаат, нема ниту да имаат и едноставно целото минато време од година и не знам колку месеци веќе прва тема во Република Македонија да биде уставните измени ќе се изгуби и после треба навистина да отвориме теми кои што се значени за граѓаните, а очигледно дека тоа нив не ги интересира. Добро, и сега се е ова убаво што го кажувате, ако така течат работите, меѓутоа ставот на власта е јасен дека предвремени избори нема да има. Како ќе стигнете до тие предвремени избори? Ќе ги чекате редовните и вака ќе биде статус кво? Како ви е планот? Најдобро е ние да останеме во собранието. Ние мораме да бидеме во собранието заради тоа што ако има момент кога тие можат да протуркаат некакви законски решенија без браникот, а тоа е опозицијата, тие ќе го сторат тоа. Еве сведоци бевте изминатите денови закон за матична евиденција, закон за родова еднаквост, закон за игри на среќа, значи разни закони кои што се против волјата на граѓаните и спротивно на интересите на граѓаните, а на крајот за нивни лични бизнис полукриминални интереси. Ние мораме да бидеме внатре. Се додека немаме 61 пратеник за да изгласаме распуштање на собранието, не можеме да кажеме дека еве, ние ќе направиме нешто за да добиеме избори. Меѓутоа, власта треба да биде свесна дека секој Божи ден поминат додека се тие на власт, губат граѓаните на Република Македонија и во исто време нивниот рейтинг се топи под ова жешко лето. Се топи како коцка мраз. Планирав после темите за криминал и корупција да ги споменам анкетите. Меѓутоа сега некако ми се надоврзува прашањето на ова што го кажавте. Имаме неколку анкети изминатиот период кои што покажуваат едно сериозно раздвижување и поместување на нешто што се случувало претходно, односно расположението на граѓаните. ВМРО ДПМН и лидерот на партијата ужива па и дупло повеќе и дупло повеќе предност во однос на неговите конкуренти, односно СДСМ и Ковачевски. Зошто се случува ова? Сметате дека уставните измени се најголем проблем? Сметате дека криминалот и корупцијата? Сметате дека економијата? Каде ни потфрли владата? Ме загрижува и една бројка, ќе сакам и таа да ја искоментираме. Има многу неопределени. Баш јас сакав на тоа да посветам внимание. Има луѓе кои што не веруваат во ниту еден политичар и во ниту една политичка партија. Како ќе стигнете до нивните гласови?
Како ќе ги придобиете? Најпрвин да почнеме зошто се битни да се прават анкети. Битно е да се прават анкети заради тоа што ние само така утврдуваме дали сме на вистинскиот правец, односно дали нашите политики се во насока на остварување на очекувањата на граѓаните. Од друга страна, власта треба да почувствува и да види од овие анкети дека народот е незадоволен. Оваа влада потврли буквално на секое можно поле во државата. Народот е незадоволен од нивното владење. Тие дојдоа на власт со многу ветувања за реформи, а ништо од сето тоа не направија. Дури и оние припадниците на шарената револуција се засрамени и од друга страна се разочарани од СДСМ, се срамат Добро, од СДСМ. има кај нив незадоволство. Има огромно незадоволство, огромното незадоволство и тоа што го покажува во анкетите. Тоа не значи дека ќе ги поддржат ВМРО ДПМН, така? Тоа сакам да го потенцирам сега. Тоа што во анкетите има не се изјаснил или не сака да каже, тоа се најчесто луѓе кои што поради одредени причини се плашат да го кажат своето мислење, заради тоа што мислат дека некој ќе ги види. Тоа се најчесто опозиционно расположени граѓани кои што се против власта, меѓутоа се плашат за сопствената работа, за своите деца, за сопствениот бизнис и така натаму, заради тоа што ова е буквално секојдневие, народот да живее во страв, а од друга страна единствена опција е ВМРО ДПМН за Република Македонија. Со мали партии само се трошат гласовите на граѓаните и на крајот не резултираат со доволен број на пратеници. Ние можеме да направиме драстични промени, реформи, подобрување и во образование, и во култура, и во спорт, и во буквално во борба со корупцијата, судство, само ако имаме стабилна влада. Ако имаме 61 пратеник, така ќе можеме да бидеме силни и да немаме уцени буквално од никој. И затоа кажувам дека битни се анкетите, треба власта да ја види опомената од граѓаните, власта која што за жал Одговорот на власта е дека овие се гледа. нарачани анкети. Еве нека нарачат и тие анкети па да видиме какви ќе бидат резултатите. Буквално народот секојдневно не контактира нас како пратеници. Ние сме помеѓу граѓаните. Поминавме 6 викенди посетувајќи над 700 населени места. Она кое што го видовме таму е буквално народ кој што е осиромаштен и во исто време понижен заради тоа што знае, свесен е за сето тоа што го прави владата, свесен е за криминалите и корупцијата. Она кој што не прашува, нас не беше и многу чудно заради тоа што интересот им беше во таа насока. Како може во оваа држава да владее мафијата и да има толку многу криминал? Едноставно, народот е свесен за ситуацијата и е спремен да ги казни на наредните избори. И затоа тие така бегаат и се обидуваат да се задржат уште некој ден повеќе на власт. Тука ќе направиме кратка пауза за реклами, веднаш потоа се враќаме и со другите актуелни теми поврзани со криминалот, корупцијата, иселувањето на младите и протестите. Почитувани, останете тука, за кратко се враќаме веднаш во студиото со вториот дел од дебатата. Добре дојдовте назад во политичкиот магазин за или против. Вечерва моја гостинка, пратеничката од ВМРО ДПМН Ели Панова. Некако за политичкиот дел, предвремени избори, уставни измени, ете го заокруживме со пораката дека единствено решение за ситуацијата во која што се наоѓа во моментов државата, според ВМРО ДПМН е предвремени избори, сите други опции поради нереакцијата на Ковачевски и понудените можности од лидерот на партијата Христијан Мицкоски се стопираат и сега останува единствено решение само предвремени избори. Сега треба Ковачевски да одговори на тоа дали ќе прифати или не. И до кога ќе се нема да одговори заради тоа што не е спремен да излезе на избори. Само што зборувавме за рейтингот. Неговиот рейтинг е многу низок,
и рейтингот на неговата партија се повеќе паѓа. Случајот со Рамис Мерко, случајот со внукот на Али Ахмети, обвинување од австрискиот, потоа од холандскиот амбасадор за сериозен криминал со вмешани суди, адвокати, нотари, обвинители. Дали можеме да кажеме дека овие случаи стана секојдневие во Македонија? Па еве, јас работам на вестите на телевизија Алфа, можам слободно да кажам дека нема ден да не се отвори некој нов случај. Од друга страна пак денеска се отвара случај за еден поранешен градоначалник, случај стар од 2014 година, ќе го споменеме и тоа. Некако се треба странците да ни кажат, меѓународниот фактор да ни каже дека во Македонија цвета корупцијата и криминалот. Граѓаните на анкетите тоа да го потврдат и да го кажат, а само владеачката гарнитура, двоецот СДСМ и ДУИ, вели дека се борат со корупцијата. Како ќе ги убедат граѓаните? Ова не можеме ние да го сокриеме реакциите на меѓународниот фактор и ова се што се случува. Сомнеш за криминал, млад човек од 24 години да купува деловен простор во Соравија за 0 денари и така натаму и други ретни за случај црна листа на Рамис Мерко и сето тоа. Докаде се пипците пуштени на СДСМ и ДУИ во судството? Што држат? Зошто секој тоа го гледа од страна, само власта не? Борба со криминалот и корупцијата од луѓе кои што се длабоко навлезени во личен криминал и корупција не е можна. И никој не очекува дека буквално овие челници од владата ќе придонесат во борбата со корупцијата и она кое што нивното мото беше рамо до рамо, ние ќе го прекрстиме рамо до рамо со криминалот, заради тоа што буквално големиот криминал во државата излегува од редовите на владата или двоецот на СДСМ и ДУИ. Она кое што би сакала да го искоментирам во врска со денешното апсење е всушност се надоврзува на мојата дискусија која што ја имав на... Само да објасниме денешното приведување, ајде така ќе го наречеме, на поранешниот градоначалник на општина Центар, Тодоровиќ, кој што има сомнение за него дека бил вмешан во криминални действија околу изградбата на мостот Око, така че нам беше, проект мост од проектот од Скопје 2014. Ова е очигледен дефокус. И зошто го кажувам како дефокус? Заради тоа што денови наназад го повикуваме обвинителството да постапи токму во врска со скандалите кои што ги спомнавте и вие на самиот почеток при најавувањето на овој дел од разговорот. Значи го повикувавме да се изјасни во врска со случајот со Мерко. Не може Америка да знае дека има и да има докази за сторен криминал и притисок во судството од страна на Мерко, а обвинителството да не знае. Институциите кои што се надлежни да истражуваат криминал како МВР, како финансова полиција, како УЈП, да не знаат ништо. Во исто време да немаме со месеци и со година извештај од страна на Бирото за судски вештачења. И на крајот да видиме како премиерот се оградува од овој случај, да ги видиме највисоките челници од ДУИ да го повикаат само да го замрзне своето членство, меѓутоа замрзнувањето дека ако бил на позицијата на Мерко, дека ќе се срамел од тоа што се случува. Тоа не е изјава која што треба да ја даде премиер на една држава која што навистина има аспирации кон Европската Унија и кој што е свесен дека фокусот на целата европска јавност и на сите политичари е токму криминалот и корупцијата во Македонија. Тој треба да ги повика институциите и буквално челниците на овие институции кои што потекнуваат од нивните редови, заради тоа што имаме директор на УЈП, директор на Царина, директор на извршување на истражување на сторен криминал во рамките на финансиите или еве ова Биро за судски вештачења, да ги повика да кажат докаде се истрагите и дали тие знаеле за
овој сторен криминал. Од друга страна, судскиот совет, Советот на јавни обвинители. Па ние секој ден во собранието зборуваме токму на таа тема во моментот кога се обидуваат да стават нови членови на Советот на јавни обвинители, токму луѓе кои што немаат кредибилитет, ниту капацитет, ниту пак ги исполнуваат условите за да станат членови во Советот на јавни обвинители под превезот истакнати правници. Истакнати правници за нив се сите оние кои што ќе им бидат послушници. И тие упорно од една страна повикуваат на борба против криминалот и корупцијата, од друга страна си ставаат луѓе кои што ќе бидат нивни послушници, луѓе од нивните фотоалбумчиња или еве во моментот се случува тоа со купувањето на Соравија. Како може досега УЈП да не направила истрага или да не знае дали имало прикривање на данок, дали се стекнале на вистина овие фирми со толку големи пари и како може едно момче од 23 години да стане така голем бизнисмен во Република Македонија. Или само презимињата на овие луѓе се битни за да се стане успешен, млад, амбициозен бизнисмен според критериумите на СДСМ и ДУИ. Катастрофа е буквално ова што ни се случува. Немаме исчекорување, имаме само одредени изјави кои што треба да го поминат денот, а од истите овие политичари навистина треба да се срамат. Изминатата недела исто го гледав и Артан Груби, како излезе на една национална телевизија и даваше изјави дека тоа не се негови внуци. А кога го прашувавме за брат му, не знаеше што да одговори и на крајот се закануваше кон пратеници дека излегуваат секојдневно на пресконференции, се заканува секојдневно и кон партијата ВМРО-ДПМН и тоа го прави без да има опомена од страна на Ковачевски или од страна или никаква реакција да има од страна на институциите кои што се повикуваат. Судството и обвинителството мора да се ослободат. Меѓутоа нема да се ослободат преку вакви примери и вакви прогони, заради тоа што со денешниот дефокус кој што се прави врз бившиот градоначелник Тодоровиќ, всушност е уште еден доказ како функционираат ДУИ и СДСМ на власта Имавте и една дали дебата има спрега помеѓу минатиот судството и викенд обвинителството. посветена на криминалот и корупцијата и токму чинам дека вие го кажавте тоа, дека кога ве прашаа што очекувате, кажавте очекувам дека сега ќе има некои нови апсења, вадење од фиока на некои стари предмети само за дефокус на јавноста. И Токму така. Сметате дека тоа сега се случува? Тоа се случува. Еве го доказот денес. Денес имаме апсење и не знам какви ќе бидат изјавите на премиерот и на другите и на вториот премиер Груби, меѓутоа верувам дека јавниот обвинител, државниот јавен обвинител Љубомир Јовески треба да одговори на ова прашање, зошто после 10 години имаме сега апсење, зошто е апсењето, ако се знае дека не може повеќе да се влијае во постапката или во истрагата, ако веќе ја направиле после 10 години таквата Ќе видиме има најавена пресконференција на Јовевски, ние ја снимаме емисијава. Веројатно ќе видиме како ќе биде неговиот одговор, ама истовремено треба да даде одговор и за внуците, двајцата внуци на Али Ахмети, за братот на Артан Груби и буквално за криминалите на кои што сме сведоци секој ден и неговото лично непостапување и во случајот со Мерко. Значи мислите дека има се уште селективна правда во Македонија од ова што го кажувате. Австрискиот амбасадор во земјава Вуцас бара да се сменат суди и обвинители и да одговараат нотари и извршители, бидејќи го одолговлекувале процесот на наплата на долг што македонска фирма го има кон австријска фирма, инвеститор во земјава. Македонската фирма во меѓувреме го префрлила имотот на друго име и сега долгот не може да биде наплатен. Го читам ова затоа што имаше многу имиња на фирми да не направиме некоја забуна. Во соопштението австриската амбасада наведува дека Атанас Костов, сопственикот на македонската фирма Дена Продукт, најголем дел од фирмата го префрлила во компанијата Глобал Валандово во сопственост на неговата сопруга Емилија Заева Костова, која пак е блиска роднина на нашиот поранешен премиер на државата Зоран Заев.
Ако заложбата за борба против корупцијата и организираниот криминал е сериозна, сега е време да се погледне, а не да се гледа настрана. Ова е пораката, заклучокот во писмото од амбасадата. Има ли кој да погледне во криминалот во Македонија? До кога ќе гледаме настрана? Еве нота стигнува и од се додека се амбасади. инволвирани вака високи профилирани функционери од власта, до тогаш правдата ќе биде слепа, практично нема да имаме правда во Република Македонија. Односно, гледате како од една страна имаме постапување и апсење за бивш градоначелник, а за актуелен градоначелник на кој што повикува или еве имаме ставене на црната листа од Америка Мерко, не постапува. Двојните стандарди и буквално постапувањето на власта заканувачки кон опозицијата е секојдневие. Јас не би сакала да ги коментирам односите за овој случај кој што вие го посочивте, заради тоа што не сум сигурна, иако сум од Струмица, ниту ги знам семејните релации, ниту пак ме интересираат, да бидам искрена, но ме интересира владењето на правото и сум загрижена кога едни вакви пораки доаѓаат од еден амбасадор на Република Македонија, кој што е нормално, еден амбасадор на Австрија во Република Македонија, кој што нормално е дека сака да ги заштити интересите на неговата држава, особено кога станува збор со практицирање во бизнисот во Република Македонија. Меѓутоа сум загрижена исто така и за фирмите кои што се соочуваат со такви проблеми, а кои што се во сопственост на граѓани од Република Македонија. Загрижена сум заради тоа што сум свесна дека нема функционалност на системот и дека до правда или е многу спора или воопшто не се доаѓа. Загрижена сум заради тоа што немаме никакви реформи во овој оддел, во овој сектор. Од друга страна, загрижена сум заради тоа што судиите и обвинителите се чувствуваат семокни, не сите, заради тоа што меѓу огромен број на суди и обвинители имаме честни, кои што се достоинствени, кои што си ја вршат како што треба нивната работа, меѓутоа од оние кои што се буквално пријатели, куќни и соработници и поставени се и роднински врски и поставени се од страна на челниците на ДУИ и на СДСМ, не можам да очекувам. Практично имаме двојни аршини, непостапување и опомени од страна на амбасади. Холандска амбасада исто така имаше опомена. И прашуваат каде се милиардите, еве сега да го прашаме Маричики. Каде се милиардите кои што се досега вложени од страна на токму тие наши стратешки партнери, пријатели на Република Македонија, кои што ги вложиле за јакнење на капацитетите на судството и обвинителството? Каде се потрошени овие милиарди? Дали имаме функционален АКМИС систем? Ке ми дозволите само да ја објаснам изјавата за гледачите доколку не ја виделе на холандскиот амбасадор. Тој вели дека на прашање на новинарот за евроскептицизмот, тој одговара, вели, па и ние сме лути кон вас, и ние сме незадоволни од периодот кој што седите и чекате и ништо не правите, а сме вложиле толку пари за борба со корупцијата, за промени во системот, правниот систем, јакнење на капацитетите, така е, спомнуваше колку пари беа дадени во корона пандемијата, исто така во енергетската криза, со колку пари се помогнало на македонската влада, а вели вие од друга страна никакви реформи не правите. Така е. Тоа ќе биде вистинското вето на Република Македонија. Немањето на правда, селективност на целиот систем, корумпираност и во рамките на судството и на обвинителството, посветеност на затскривањето на криминалите од страна на високите представници на ДУИ и на СДСМ, ќе ни пресуди и практично ќе биде вистинското вето за Република Македонија понатаму во својот пат кон Европската унија, заради тоа што буквално нас некој не гледа во нашиот напредок. Гледаме како стигаат извештаите. И извештаите допрва ќе стигнат, а ќе бидат многу негативни за Република Македонија ако се земе в предвид се што се случуваше изминатиот
период. На ова вето ние треба да работиме сите. Добре, премиерот Ковачевски имаше една изјава вчера. Не бевме во Берлин, не бевме поканети како телевизија Алфа, па не можам доследно да кажам. Ке пренесам што пренесоа, па другите медиуми. Вели, па не се само проблем отварање на уставот, нели, вметнувањето на бугарите во него, него вели, можеби заматениот Вардар ќе биде проблем утре. Тоа е сигурно поголем проблем, екологијата, отколку се друго и се останато. Добро, во ред, можеби и дефокус за се тоа што се случува, но секако дека е важно. Па зошто тогаш тие се на власт? Не знам, треба Вардар да биде чист, треба државата да ни биде чиста. Не е тоа нешто што треба да ги обвините граѓаните, ме разбирате? Така тоа е ваша одговорност, нели? Ковачевски ќе остане запаметен како премиер во чие време е полесно да си криминалец него ли чесен. Заради тоа што буквално борба со криминалот и корупцијата од страна на владата немаме. Имаме посебен кабинет во рамките на владата кој што е посветен на добро владење. Славица Грковска не сме ја виделе да даде изјава било каква во врска со внуците на Али Ахмети, со братот на Артан Груби, па ти имаат роднински врски и се знае таму дали е дозволено такво влијание од страна на високи представници на власта, членови на владата, подпредседатели на владата и председатели на политички партии. Славица Грковска е буквално нема кога станува збор за политичари од ДУИ. И ова треба да го кажуваме гласно и јасно. Од друга страна се трошат пари на граѓаните за постоење еден таков кабинет кој што единствено даде една опомена на Тупачевски, кој што беше бивш министар за правда, бидејќи веќе 5 ги променивме, и единственото нешто по кој што ќе остане запаметена е таа и опомената дека ги возеле службените возила, додека од вестите и од секојдневието нашо, ние сме сведоци како владата во Република Македонија е многу коруптивна. И затоа ќе кажам за реалните проекти никако не се одвојуваат средства, а токму за тоа предупредува и холандскиот амбасадор. Така е, а во исто време се трошат пари на граѓаните за постоење на еден таков кабинет, за вработени во еден таков кабинет, а резултати од едно такво работење ние воопшто не гледаме. Единствено нешто кое што тие знаат да го прават е да одат по некакви конференции, да потпишуваат некакви меморандуми за соработка, а соработката никаде ја нема. И сега ќе го заокружиме овој дел од разговорот со прашањето дали го допревме дното. Зошто ова ве прашувам? Слушнавме едно интервју на Артан Груби за друга национална телевизија во која застана во одбрана на Рамис Меркова, па ги нападна антикорупционерите, кажа дека буквално директорката Ивановска и нејзиниот тим не работеле како што треба. Сега не знам точно како се изрази, меѓутоа навистина беше недолично и невкусно за првиот вице-премиер на државата да има таков напад кон првата пак антикорупционерка, а таа му врати кога се е наопаку дното е на површина. Добар одговор му дала, но во исто време од ова негово интервју јас ќе посветам внимание и на посочувањето на медиумите како креатори на лажни вести. Тоа постојано се случува, да. Од негова страна ова беше јасно кажано и во исто време беше одредена опомена дека премногу сите ние се занимаваме со неговите роднини, со роднините на председателот на ДУИ и на другите функционери во ДУИ. Нормално е дека нема да даде никаков одговор на ниту едно прашање и ќе се обиде да направи дефокус преку напад на ДКСК. А ДКСК е превентивен орган. И се додека ние не сватиме дека Државната комисија е за спречување на корупција, за издавање на опомени, за покренување на постапки, кои што за жал немаат епилог
во обвинителството, затоа што сме сведоци дека можеби стотина или стотици представки го има кажува дека ниту доставено. еден случај не им поминал во обвинителството, затоа тогаш биле да запрашаме, не да работеле запрашаме добро кој е и на како што чело треба. на обвинителството на организиран криминал и корупција. И се вртиме во круг. И се постојано. вртиме во круг. И повторно се вртиме во круг. Нормално дека тие нема да кажат или да опоменат или да им кажат на нивните поставени во обвинителствата и ни судовите да постапуваат против членовите на ДУИ. Целта нивна е да се постават што е можно повеќе вакви луѓе низ овие институции, заради тоа што тие знаат во каков криминал во моментот се заглавени и се свесни дека ќе дојде време кога некој ќе воспостави систем, ќе направи реформи и некој треба да одговара. Токму овие луѓе кои што се ставени во овие високи судски инстанци треба да ги спасуваат членовите на ДУИ. И затоа не очекувам дека ќе даде фокус на другите институции кои што треба да водат борба против криминалот и корупцијата, туку ќе се посвети исклучиво само на ДКСК и уште да го искоментирам лицемерието, бидејќи токму тој е еден од пратениците кој што го гласал овој состав на Државната комисија за спречување со корупција. Нашето дно во Република Македонија секој ден ќе го пробиваме, се додека се ДУИ и СДСМ на власт. И нам сите нас тоа ни е кристално јасно име на граѓаните, кристално јасно и на владата и ќе повторам затоа не сакаат да одиме на избори. Се соочуваме и со протести или собори, така ќе ги наричаме, вчера пред Соборниот храм, Македонската православна црква повика на сенароден собор и протест. Ме интересира, мислам дека бевте вчера на протестите, така? Да. Ме интересира ставот на ВМРО ДПМН за законските измени за родова еднаквост и матична евиденција, до каде се стигнати овие закони, бидејќи сте во собранието внатре, и што треба да биде важно за граѓаните? Што се менува со овие закони? Чинам дека не им е кристално јасно на пошироката народна маса што не очекува откако ќе поминат овие закони. Значи, црквата кажува едно, невладиниот сектор друго, власта убедува дека со ова само жените ќе добијат права и ништо друго не се менува. Можеме ли да им објасниме пластично на граѓаните што ги чека ако се донесат овие закони? Најпрви би сакала да потенцирам дека овие два закони се два сосема различни закони. Закон за матична евиденција и закон за родова еднаквост. Законот за родова еднаквост во некоја своја форма беше ставен на ЕНЕР. Тоа е еден агрегат на кој што можат да се дадат коментари на законот и е во фаза во која што треба прво да добие зелено светло од страна на владата. Што значи дека овој закон се уште не ја поминал процедурата за да пристигне во собрание. Затоа јас не би навлегла во негово коментирање, заради тоа што го немам видено законот дословно, за да можам да ги најдам забелешките на истиот. Заради тоа што бевме сведоци низ Македонија како се организираат одредени јавни дебати низ советите во општините, каде што во Струмица и во имаше Струмица, каде што буквално секој ден се даваше на советниците да коментираат, значи советниците од различен град, секој ден им се даваат различни верзии од законот, со изговор дека тие нешто менуваат секојдневно. И затоа јас не би навлегла да го искоментирам овој закон, односно да кажам што е тоа што не ми се допаѓа во законот. Секогаш сме за унапредување на правата на жените, тоа е нормално, уедначување на половите, маж и жена, меѓутоа таму има одредени други работи кои што еве слушаме од медиумите во исто време и коментарите од граѓаните дека има недоречености, мешање на поимите кои што понатаму би ни направиле големи проблеми. А кога станува збор за законот за
матична евиденција, ние еден таков закон уште пред една година практично укажавме дека не смее да биде донесен. Имавме долги говори на комисијата и после законот од страна на Министерството за правда, заради тоа што беше пристигнат од страна на Министерството за правда, беше повлечен. Во овој закон кој што сега имаше обид да биде впротнат во собраниска процедура, беше поднесен од пратенички, Маја Морачанин и останати пратенички од ДОМ и од СДСМ. Имаше обид за да може да се менува пол само врз база на една дадена нотарска изјава. Прво, кога живееме во Република Македонија во која што институциите не функционираат, јас искрено сум загрижена за злоупотребите на системот кои што би можеле да се направат преку еден ваков механизам. Со една изјава на нотар може да ти се промени полот, меѓутоа и името, и матичниот број, и никаде во рамките на матичната евиденција нема да постои трага за тоа дека е променет матичниот број. Замислете вие колку малверзации и какви проблеми би можело да се направат во банките преку зимање на кредити и некој да го искористи овој механизам кој што му се нуди, понатаму со отварање фирми, со правење криминал, малверзации, со буквално некој може во сред процедура пред суд да си го промени полот, да го промени матичниот број, да не постои евиденција за него, да го промени неговото место на живење и институциите на системот да не можат никогаш да го најдат. Така да постојат реални опасности и стравови наши од кои што не би сакале да го... тоа промена на пол? Никако. Затоа што велите само за малверзација, ама дали го поддржувате тоа? Јас и вчера излегов на протестот заради тоа што сум прво по убедување демохристијански расположена и јас сум член на демохристијанска партија, ВМРО ДПМН секогаш е за семејните вредности и од друга страна сето ова оди во чекор кој што нас буквално ќе ни направи проблем понатаму и со растењето и со воспитувањето на децата, заради тоа што буквално и во концепциите во образованието веќе има обиди да се вметнат одредени сегменти токму спротивно на моето лично убедување. И затоа јас бев на протестот и ќе излезам секогаш кога ќе сметам дека има потреба. Имате впечаток дека некако законите се стопирани. Добро. Што значи, мислам дека и СДСМ имаше изјава дека и законот за матична евиденција ќе одат на доработка. Значи во моментот не се во процедура, практично ќе чекаме да видиме што ќе донесат понатаму или ќе останеме будни, мораме да останеме будни и да внимаваме на секое законско решение кое што влегува во собраниска процедура. Имате впечаток дека сето ова од претходно се крчкаше, дека е сценарио? Ве прашувам затоа што споменавте дека веќе и во образованието почнаа со некои наставни ливчиња да протуркаат или да ги подготвуваат родителите па и децата за некој нов систем и нов начин на учење. Сметате дека тоа е дел од ова се што ни се случува? Каков народ имаше вчера пред Македонската православна црква, пред храмот на Македонската православна? Јас лично немам никакви предрасуди. Прво би сакала тоа да го кажам, заради тоа што буквално сум слободна, а и мислам дека сите треба да се чувствуваат слободни, да се чувствуваат онака како што нив им е убаво и буквално да се однесуваат согласно со тоа. Меѓутоа, да целиот овој процес почне од образованието на моите деца, сум против и буквално мислам дека не сме ние стигнати до таа фаза на развој на државата кога и во образованието би можело да вметнеме едни вакви карактеристики и ливчиња и да се прашуваат децата дали и за кој пол се чувствуваат. Мислам дека е скандалозно и од друга страна буквално лично сум против едно вакво законско решение. Уште ќе ми одговорите
Како ви изгледаше протестот вчера? Имаше граѓани и од повеќе градови од Македонија со автобуси обвинуваа од другата страна да не се поддржуваат протестите, дека тоа било нели за невладините организации зборуваме дека овие протести кои што ги организира црквата не треба да им се даде поддршка, а по друга страна видовме многу мајки, мали деца со пораки, со транспаренти. Буквално има право. Уште една ли поделба на народот гледаме? Секој чинител, буквално секој чинител во општеството има право да го искаже својот став и своето мислење во врска со законските решенија. Дали се спротивно на ставовите на владата или во согласност, тоа индивидуално зависи од законското решение. Ако имаме поздравување, ракоплескање, тогаш нормално е дека треба да имаме и критикување. И затоа мислам дека ако сме веќе демократско општество, тогаш да оставиме секој да го каже и да го изрази својот револт или својата поддршка на начинот на кој што ќе или начинот кој што ќе го избере. И затоа мислам имаше многу народ кој што верувам дека е за јакнење на семејството како најбитна заедница во Република Македонија, а после се друго. За жал, ние трчајки по закони кои што ќе се модерни и сакајќи да го модернизираме нашето општество, ги запоставуваме семејствата и ги запоставуваме децата. Имаме време за уште едно прашање. На почетокот некаде на емисијата прокоментиравте дека во изминативе месеци посетивте со бројка и ги кажавте колку населени места од село до градови и така натаму, да. Што забележавте на терен? Каде се младите луѓе? Зошто не избегаа младите луѓе од државата? Знаете како праќаат нели партиските штабови видеоматеријали кои што ние медиумите потоа ги користиме за нашите вести и таму навистина гледаме само возрастни граѓани. Младите некако ги нема во внатрешноста на државата. Имате ли таков впечаток? За жал, мислам и бројките тоа го покажуваат него на терен што гледате, да. Тоа е жалната вистина. Република Македонија е раселена се повеќе и повеќе и буквално од сите страни на Македонија, од сите помали населени места луѓето се иселуваат, младите се иселуваат и ако се гледаат и анкетите кои што им се прават на младите, тие сами кажуваат дека по завршувањето на своето образование ќе сакаат да ја напуштат Македонија и најчесто причини за тоа се на пример, ќе дадам и конкретен пример, сметам дека примерот со внуците на Али Ахмети, кои што успеале да бидат амбициозни, млади и успешни луѓе, е она кој што ги фрустрира младите од внатрешноста на државата, заради тоа што има млади луѓе кои што се со десетки завршени на факултет, има млади луѓе кои што се амбициозни, способни да работат, да придонесат, да отворат своја фирма, да заработуваат самостојно, ама не можат преку ноќ да стекнат 30 милиони евра и да направат такви инвестиции кои што од друга страна ги прават презимињата како што се Ахмети Груби. И ваквите примери ги разочаруваат младите. Од друга страна имаме нефункционално образование. Секој сака да го расте своето дете во една средина кој што ќе биде прво здрава за него, од друга страна ќе има сигурно образование, систем кој што ќе ствара вредности. Ние треба да ги воспитуваме децата, ама имаме и образовен систем во кој што тие треба да се изградат како личности и ќе се стекнат со вештини и знаење и ќе можат сето тоа понатаму да го применат во нашето општество, во нашата држава. За жал, младите кои што сакаат да формираат семејства, сметаат дека не се сигурни нивните деца во нашата средина, немаат образование, исполнети сме секојдневно со политика, криминал, корупција и гледаме како други примери функционираат, а ние не можеме да си овозможиме да одиме на еден одмор со децата, тоа е тоа што фрустрира.
И на крајот од денот не очекувам дека ќе се намали ова иселување. Ова иселување ќе продолжи заради тоа што народот нема надеж. Надеж нас ни е потребна итно. И тоа надеж во реформи, работење, посветеност и буквално нова влада која што ќе може да им ја даде таа надеж на младите за да се потрудат и за да сакаат да останат во Република Македонија. Еве тоа е една порака за крај од вас како млада жена успешна во својата работа. Веќе сте пратеник и многу сте гласни на дебатите во собранието, посебно на пратеничките прашања. Верувам дека ви беше пријатно во нашата емисија и во нашето студио. Помина 1 час од разговорот. Вие имате сега активности. Ве ослободувам да одите во законодавниот дом во собранието, таму ве чекаат нели активностите, а јас тука почитувани ке се одјавам. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете понатаму на фреквенцијата на телевизија Алфа.